Предлог ребалансот на буџетот се темели на реалистично макроекономско планирање. Вака во најновата анализа Институтот за економски истражувања Finance Think ја оцени прекроената државна каса. Институтот смета дека проекцијата за буџетските приходи со ребалансот е во линија со економските движења. Со секој ребаланс на буџетот во текот на годината најчесто се вршеше кратење на буџетските приходи поради нивно прекумерно проектирање, проследено со најчесто кратење на капиталните инвестиции, а со цел задржување на проектираниот буџетски дефицит во првично планираните рамки, ако не и негово зголемување. Со сегашниот ребаланс на буџетот забележуваме реалистичко макроекономско проектирање и ја поддржуваме оваа структурна промена. Од Finance Think забележуваат и одредена загриженост од зголемиот дефицит, за кој сметаат дека не смее да се третира како изненадување. Предизборните политички ветувања навестувале дека за нивно остварување е потребно значително проширување на фискалниот простор, што сега се гледа во проекцијата. Проширувањето е резултат на линеарното зголемување на пензиите од 2500 денари во септември, односно вкупно 5000 денари заклучно со март следната година. Сепак Finance Think нотира дека 71% од буџетскиот дефицит бил направен за 6 месеци, што е несразмерно со периодот на кој се однесува. Новата влада немала доволно време да ги консолидира расходите. Разбирливо е дека за значајно консолидирање на расходните ставки подалеку од ставката стоки и услуги и традиционалната дебата за користење возила, ручеци и мебел и хонорарно вработување партиски членови е неопходно одредено време. Finance Think очекува вакви потези базирани на поширока дебата да станат видливи при проектирањето на буџетот за 2025 година, освен кај ставката стоки и услуги и во други релевантни ставки како разните видови субвенции и трансфери. Позајмувањето на пари од Унгарија со поповолни услови од пазарните во анализата е нотирано како конструктивен чекор, иако каматната стапка на било кое позајмување моментално е повисока од економскиот раст. Finance Think смета дека клучно е овие пари да се искористат за развојни цели, односно да се поттикнат нови инвестиции кај компаниите, наместо да се додаваат пари на веќе направена инвестиција и да се реализираат нови капитални проекти во општините, наместо да се покриваат нивните долгови.